По поплавите во изминатата недела, викендов не очекува нов влажен бран со пообилни врнежи од дожд. Скопскиот градоначалник Петре Шилегов најави акција за расчистување на насипите и градежниот шут од коритото на реката Вардар. Целта на акцијата е намалување на опасноста од изливање на реката од поголеми врнежи од дожд. Акцијата ќе трае до целосно расчистување на коритото. Отстранетиот градежен материјал ќе се однесе во депото на јавното претпријатие улици и патишта во Железара. Безбедноста на граѓаните нема цена. Градот Скопје ќе направи се што е во рамките на неговата надлежност да ги заштити граѓаните од поплави и други несакани последици. Промена на времето со врнежи од дожд се очекуваат во текот на утришниот ден, а нов влажен бран со пообилни врнежи се очекува за време на викендот. Во петок ќе има преодно стабилизирање на времето, нов влажен и посуден бран со врнежи од дожд на повисоките места и на планините од снег ќе има за време на викендот, а пообилни врнежи се очекуваат во сабота, особено во западните делови од земјата. Дневните температури ќе опаднат, ќе се движат од 3 до 9 степени. Изминатите денови обилните дождови предизвикаа големи оштетувања и поплави кои зафатија неколку населени места низ Македонија. Поплавени беа Демирхисар, Кичево, Македонски Брод и Охрид. Според добиените податоци за време на поплавите најмногу дожд наврнал во Лазарополе 92 литри на метар кубен, во Маврово 71 литар, 65 литри во Крушево и 52 литри на метар кубен во Тетово. По неколкуте дена со обилни врнежи во западните делови на Македонија, Вардар донесе купишта отпад и пластични шишиња кои можеа да се забележат во Скопје и населените места до оштечението на реката. Ова не е прв пат Вардар да донесе огромни количества на отпад, па по се изгледа дека станува збор за системски проблем. Од Центарот за управување со кризи апелираат граѓаните да не фрлаат ѓубре во речните корита, за да се избегнат поплавите во поголемите градови.